Почитувани медиуми, почитувана јавност, денес би сакал да ве известам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесува иницијатива за свикување на итна седница на собранието согласно член 67 и 68 од деловникот со две точки на дневен ред. Првата точка одлука за разрешување на министерот за здравство Венко Филипче и втората точка одлука за разрешување на заменик министерот за здравство господинот Илир Хасани. Нашето прашање до собраниското мнозинство и до владата е колку уште луѓе треба живи да изгорат како пациенти за да се поднесе политичка објективна одговорност за ваквата трагедија, која што е резултат на неодговорноста на власта. Во Романија пред 5 дена се случи пожар во болница со загубени 5 човечки животи. Во Македонија пред 1 месец изгоре модуларната болница во Тетово, но во Романија падна целата влада, во Македонија падна продолжениот кабел со кој што премиерот Заев ја подценува интелигенцијата на сите граѓани и сака да ја сокрие одговорноста на неговиот инкасатор Венко Филипче, министер за здравство. Затоа сметаме дека зелената агенда на ДУИ и на СДСМ за жал изгоре со Тетовската модуларна болница, со која што изгоре и принципот за политичка објективна одговорност на носителите на јавни функции, кои што треба да се грижат за здравјето на граѓаните, а гледаме дека здравјето и животите на 14 луѓе беа колатерална штета на неодговорната власт. Очекуваме председателот на собранието, согласно членовите 67 и 68, да ја закаже седницата на собранието во рок пократок од 10 дена, бидејќи сметаме дека оваа состојба е од итен карактер и треба итно да се разреши. Толку би имал да кажам, повелете доколку имате прашања. Доколку немате прашања, јас само би одговорил на едно кое што го постави ваш колега, кој што не е тука, но замоли да одговорам, новинарот ТВ Алсат, дали ќе се бара формирање на анкетна комисија откако е излезена во јавност истрагата за причините за пожарот за модуларната болница во Тетово. Би сакал да напоменам дека ВМРО-ДПМН ќе обстои и во иднина на своето барање за формирање на анкетна комисија која што ја би предводел пратеник од опозицијата во собранието, откако ќе го имаме целосниот извештај за пожарот во модуларната болница, а не само парцијални сегменти кои што му одговараат на Заев и каде што наместо Венко Филипче и Илир Хасани криви се кабелот и полначот во модуларната болница. Сметаме дека ваквата изјава на Заев е прилично безобразна и е уште една трагедија, втора, за жртвите и нивните семејства кои што платија ненадомеслива цена.